Здраво, Македонија! Време е за уште едно интересно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија и денеска. Ке се наградуваме, ке се надмудруваме и ке го тестираме нашето знаење. А денешните домакини, по пети пат, како најуспешни, тука во Листа за 300, односно 4 победи за по пети пат да се појава тука во Листа за 300. Дали ова нивно патешествие или квиз надпреварување ќе го завршат со победа или пак не, ќе дознаеме во денешното издание. Да не должам повеќе, да ги поздравиме по пети пат Павле и Чеде. Повелете. Малце трокирам на почеток денеска. Може би требаше вас да ви предадам работата, ви чекал домакини пети пат. Треба тука да ве застана. Да се смениме? Да смениме. Да смениме, ама да не ме прашувате ништо, таму да одмарам денеска. Остави другите да одговарат. Да, другите нека одговарат цело време. Еве и парите ќе ми дадат. Ништо, не им мутам сметки, ништо не им правам. Ама не иде тоа така. Ваше си е правото, до сега 4 пати како победници во Листа за 300. Гледам се потешки противници ни носите. Да. И видовме и денешните. Видовте денешните? Да. Излегоа таму од просторијата. Да. Ги чувам иначе за тие што не знаете, поделени нашите надпреварувачи во посебни простори, исто така неклиматизирани, без пристап до вода и до тоалет, исто како што е во самиот квиз, за да се навикнат на самата атмосфера. Замисли да беше така, прво на климатизација саат време тука, после влегуваш шубаво ви. Одлично. Момци, за денеска Поздрав до черката Јана и внукот Андри. ете, така поздрав и од мене до нив. Може да влеземе во кабина. Може да влезете во кабина. Подготвени за денеска? Подготвени, да. Супер, моци. Со среќа и денеска, Фала. нека победи подобриот. Повелете во домакинската кабина. А секако, во нашето студио се и нивните противници, добро познати на македонската јавност, кои што имало чест да ги гледа во многу квиз изданија досега. Да ги поздравиме легендите Јонче и Бошко. Повелете. Марче, здраво. Бошко, здраво. Јонче, здраво. Здраво. Како сте? Добро е, шно? Расположени за игра? Расположени секак. Како и секогаш, да кажеш да не бевме расположени, имаше да дојдеме тука. Фала Богу. Така е. Има нешто ново кај вас или се Не, постара? Се постаро, нема да ве замарам повеќе. Така. Денеска како предизвикувачи и почувате, ќе видиме до каде ќе стигнете. Здраве Боже. Да, останува на вас со среќа во продолжение. Ваше предизвикувачката кабина, повелете. Павли Чеде, односно Јонче и Бошко, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, треба да ги провериме на листите, дали си работат како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел, ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Јонче и Бошко, дали се слушаме? Да, одлично. Одлично, знаете како оди целата процедура, да не ве замарам. Со среќа уште еднаш во продолжение, нека победи подобриот. Сега ќе исклучиме нивната кабина, да ја провериме кабината на Павли Чеде. Се слушаме? Се слушаме, да. Одлично, момци, домакини. Пети пат денеска. Па, направете се што можете во пето гостување, може би последно е, но немојте да се предавате, договорено? Никако. И да на победа, ете така. Ќе играме. Ќе играме. Со среќа, започнуваме. Драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини. Сега е време да започнеме со првото надавање од Листа за 300. Темата за првата лицитација гласи: зборови во кои се содржи буквата Ш. Бараме зборови од 4 или 5 букви кои ги има во македонскиот дигитален речник и кои ја содржат буквата Ш како штип, без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Секој збор можете да го кажете само во еднина, само во еден род и без членување. Буквата Ш не смее да биде последна буква од зборот. Инаку, од секој глагол ќе може да се направат зборови како јадеш, пиеш, одиш, стоиш и така натаму. Стандардно не се признаваат лични и географски имиња, имиња на народи, компании и слично. Ќе ве замолам да внимавате на точен правопис кога ги изговараме зборчињата, за да немаме
некој проблем, некоја утка. И внимавајте нели на оние германизми, таму се сретнуваат многу, се сретнува буквата Ш, но внимавајте на точен изговор на тие зборчиња и дали ги има во речник исто така. Павличете, дали не е јасна темата? Јасно. Значи не сме да биде буквата Ш последна. Последна, да. Дека од секој Со збор 4 и буквално 5. ќе му 4 или 5 букви, да. Тоа е јасно. Јонче Бошко, дали не е јасна темата? Јасно. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека при првото надавање први започнуваат тековните предизвикувачи. Во таа улога се Јонче и Бошко. Ќе ве замолам сега да исклучиме кабината на домакините, а Јонче и Бошко, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 4. 4. Започнуваме со 4. 20. 20. 22. 22. 25. 25. 27. 27. 30. 30. 32. 32. 35. 35. 37. 37. Пуште ги, ајде, кој ќе мисли 40 збора, кој ќе ги мисли? Ги има. Па да, ги има, знам дека ги има, кој ќе мисли? Ама кој ќе мисли, ја? Тоа е. Ајде нека одговара. Да одговара. Да. 37 празни полиња за Јонче и Бошко, ако сака да го освојат ова првиот поен. Сега го тие празни полиња треба да ги испишат со точни зборчиња на 4 или 5 букви, кои што ја содржат во себе буквата Ш. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Ајде, Ашов. Ашов. Стои првото зборче кое што јас го имам тука забележано на мојата листа, на мојот список. Ашов и прв точен одговор за Јонче и Бошко. Аршин. Цела е така. Аршин. Така е? Беше. Беше. Така е? Шамар. Шамар. Така е? На 4 на 5, така? Да. Штрк. Штрк. Така е? Штраф. Штраф. Не е Завртка. Не е влезено во речникот. Завртка. Не, уште побанална работа, јас би рекол. Па т стави. Во- Шраф. Штраф. Не без т е шраф. Без т. Не без т. Шраф, бе, шраф. Па шраф. А штрафа би реков да внимавате на правописот, на изговарањето, да, ама баш од тие причини реков да внимавате, затоа што тука беше и трикот, да не речам, на самата тема, дека има зборчиња Шраф. Шраф, ускаро шраф. 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 Што, не, искрено мене никој да ме праќа, ќе мислам дека штраф е... Не, јас Овако знаем дека е и- шраф, ама овој кај ќе кажам ти мисли. Јас знаем Да, дека те- е шраф. Има после Да, шаф. не, ова ништо за загревање грешка, не ништо Па страшно. побрзо заврши емисијата. Ме мисли Бошко дома да мислат и мене се пожали пред самиот стар, викам денеска сум малце во брзање. Фала ти што ме мислите, брат. Но немојте за мене сега да губите поени, молим те. Супер, ништо не е готово, Ништо не е знаете, имаме уште за играње, опуштено и сконцентрирано во продолжение. Павличе, повторно вашата техника не е загреани да ги фаќате вашите противници, успева. Добро, минатиот пат уствари со Евгенија и Горан 40 ги кажа на првата, втората беше таа, ама пета, ако успеат па ќе се изморат, па за втората се по-деконцентрирани и така. Честитки за овој поен, но ништо не е готово, ги знаете, ги познавате Јонче и Бошко, внимателни бидете при втората лицитација, но сега можете да се радувате слободно за првиот поен. А јас, драги гледачи, таман да се размрда малце, затоа што нешто тешко ми од изборењето денеска, да ги прочитам некои од оние зборови кои содржат буквата Ш, а се од 4 или 5 букви. Тука ги имаме башка, ваше, бишка, вешто, вишна, вишок, вошка, зошто, каша, кошта, лишај, потоа лошо, маша, меше, наше, нешто, пешак, пошта, пушка, тешко, ушле, ташна, чешел, чешма, шајка, шалче, шилец, шифра, шлак, шлок, шолија, шофер, штос, шуга, шума, шумар и така натаму. А сега, драги гледачи,
Време е за втората лицитација, она лицитација која што ќе одлучи дали Павле и Чеде ќе заменат од тука со победа и ќе ми се придружат тука на главната листа или пак Јонче и Бошко ќе играат баш во последната емисија да ги испратат дома со пораз. Затоа да не должам повеќе. Темата за второто надавање гласи: хемиски елементи со ознака само од согласки. Бараме хемиски елементи од периодниот систем, кај кој ознаката е само од согласки, без обзир дали хемискиот елемент има ознака од една или две букви. Важно е во ознаката да нема самогласки, односно да не се содржат буквите А, Е, И, О и У. Например, ако имаше елемент со ознака БЦ или ДТ, тоа ќе беше точен одговор. Сега се разбира, наведениве примери се измислени и не постојат, значи го бараме називот на елементот во наша транскрипција, а ознаката не мора да ја кажете. Павле и Чеде, дали не е јасна темата? Само ознаката од една или две букви што е, бараме да е од согласки, да нема самогласки во нејзе. Добро. Дај. Значи, ако е од двете треба да видат. Не. Да, двете согласки да се, да нема самогласка во... Аха, двете согласки. Да, двете или едната согласки. согласка. Да. Така. Јонче и Бошко, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација сега се наоѓаат Јонче и Бошко. Ќе ве замолам повторно да исклучиме кабината на Павле и Чеде, а Јонче и Бошко, ако имате понуда, кажете ни. 5. Започнуваме со 5. 10. Јонче и Бошко, но она што го занемарив тука во текстот, ќе го кажам и на вашите надпреварувачи, покрај овие А, Е, И, О, У, не сме да има и Ипсилон. Добро. Значи, помеѓу овие ознаки, затоа што е да не дојде до забуна. 5. Вие рековте 5, да, се извинувам. 5 беше првата понуда. Добро. Вака, но пред да продолжиме понатаму, морам и со вас да кажам, тука занемарив во текстот битна работа, тоа е дека покрај не самогласки А, Е, И, О, У и Ипсилон не смее да е во знаките. А, не сме во наша транскрипција во... Да, Аха. Значи, од латинското ипсилон, ако е скратеницата, не може. да го нема исто така во кратенката. Во кратенката. Да. Јасно не е така? Добро. Значи, колку дадо е понуд? 5, 5. 10. Да, па 10, драго. 10. 10. 10. 13. 13. 15. 15. 16. 16. Марко, нека одговарат. Да одговараат? Да. Имаме 16 надавања. И јас можам слободно да кажам дека повеќе од 55 има хелиски елементи кои што имаат ознака само со согласки, само од согласки. Јонче и Бошко, 16 полиња. Ни требаат 16 хемиски идеме. елементи со ознака само од согласки. Водород. Водород, Х, Азот. ознаката само момент да го испишеме. Водород е прв точен одговор, така е, потоа Азот. азот. На азот Н е ознаката Н Јаглерот. и е втор точен одговор. Јаглерот. Јаглерот С. Така е. Флуор. Ф. Флуор Ф. Така е. Фосфор. П. Фосфор. Така е. Криптон. Криптон. Така е. Ксенон. Ксенон. Јонче и Бошко. X е за ксенон. X е. Што збориш?
Абе, куп има ли? Да, Калай, калиум, магнезиум. Би има един куп. Я викам, а вие прво гасовити да ги кажеме. Ле, да. кој грешка. Ништо, лапсус, да. Не. Ке се јадеш дома сега, ти сам, ама вака сега. Јас имам едно изненадување за вас, но прво, за да се дозагрееме како што треба, ќе изиграм и една партија пеналчиња малце кога тоа за е? размрдување. Кога е најдобро? Ова вака. Јончи и Бошко ќе ви дојде како едно загревање, затоа што на Павле и Чеде ова им е пета емисија. Знаете дека по завршувањето на петата емисија они го губат правото, барем во блиска скора иднина да учествуваат повторно. Па, на нивно место, вие ќе седнете, што значи ова ќе биде како еден вид загревање за следното ваше учество. Јончи и Бошко, ќе ги изиграме сега една партија пеналчиња, чисто ете Може, до крај да се може. размрдаме за следниот пат да биде многу Ајде. поразлична приказната. Павли Чеде, честитки за стратешки одлично одиграната игра, ги фативте ете на кондиција што се вика, на нерасонетост. На грешка. На грешка, да. Ама и темата беше баш така, малце, не знам како да кажам. Не, се можеше да се кажува и повеќе, Не, можеше. не можеш ете, ама подложиме на многу лапсузи, сакам да кажам, нели кратенки се многу, може да е вака, може да е Не така, сакавме барем да логички. ризикуваме, пенали имавме во джеп. Да. Не сакавме да ризикуваме. Така, идавме на сигурно. Да. Супер. Ама, ете, мислев дека ќе избегат од пеналите, ама нема. Сепак изиграме една партија пеналчиња, ама сега за вас лабави ќе бидат овие пенали, не мора за ништо да одлучат. И тоа е тоа. Па во ред, да не должам повеќе, веќе прочитам уште неколку само до ние хемиски елементи со ознака само од самогласки. Тука ги имаме берклиум, бориум, бром, кадмиум, калифорниум, цезиум, потоа како што реков хлор, хром, потоа копернициум, кириум, дармштатиум, штатиум, се извинувам, дубниум, ајде да најдеме некој друго, флеровиум, гадолиниум, потоа криптон кажавме, лоренциум, ливермориум, олово, московиум, магнезиум, манган, потоа жива, паладиум, платина, прометиум, радон, родиум, стронциум и така натаму. Мислам дека се 63 хемиски елементи чии ознаки се само на согласки, но не ме фаќате за збор. Сега, драги гледачи, како што реков, ќе изиграме чисто онака една партија пеналчиња, да се дозагреат Јончи и Бошко. Вие да поуживате во знаењето и на едните и на другите надпреварувачи, па потоа за на крајот да финишираме и со нашата листа каде што Павли Чеде ќе може да си освети парична награда. Па да не должам. Темата за денешните пенали гласи: општини во Скопскиот и Вардарскиот регион. Бараме имиња на моментно постоечки општини во нашата држава кои му припаѓаат на Скопскиот и Вардарскиот регион. Нормално, во Скопскиот регион, освен општините во самиот град Скопје, припаѓаат и општините од поширокото градско подрачје. Павли Чеде, дали ни е јасна темата? Вардарски регион, потечението на Вардар. Да. Јасно. Одлично. Јончи Бошко, дали ни е јасна темата? Секако, секако. Готово. Знаете, драги гледачи, дека на пенали одговараме на поредно едните па другите, се додека некој не погреши, кабините се вклучени во текот на целата игра, што значи нашите надпреварувачи треба да се малце повнимателни за да не си ги издадат своите одговори на своите конкуренти. А сега, да започнеме. Јончи Бошко, кој е вашиот прв одговор? Центар. Кажи таму кај што сме моментално, да почнеме од таму. Така е, точен одговор. Павли Чеде? Карпош. Карпош. Така е. Нијот кај што доаѓаме. Газибало. Газибава. Така е. Кисела вода. Кисела вода. И кисела вода е точен Сега одговор. твојата општина, аеродром. Мојата аеродром кај што се гледаме по Сабајле. Не може да поменам. Ми застануваат на пешачки, мора да ги пофалам сегаш кога ќе ме видат со кучињата. Така е точен одговор. Ѓорче Петров. Ѓорче Петров. Или како што би рекле товчани, Ѓорче. Така ми се си. Така е, Ѓорче Петров е уште еден точен одговор. Сарај. 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 Точно. Бутел. Бутел. И бутел, точен одговор. Бутел чај. Шај. До бутел чаир. Така е. Арачиново. Арачиново. Така е. Шуторизари. Шуторизари. Шуторизари.
Шуто Ризари. Точен одговор. Петровец. Петровец. И Петровец, точен Илинден. одговор. Илинден. Така е. Зелениково. Зелениково. Така е. Чучер Сандево. Чучер Сандево. И Чучер Сандево, точен одговор. Велес. Велес. Така е. Сопишта. Сопиште. Така е. Студеничани. Студеничани. Така е. Демиркапија. Демиркапија. Така е. Гевгелија. Гевгелија. За жал, Гевгелија во југоисточен регион така се води, да. Јас ја утнав. Супер, бевте, да, добро. И онака ништо, не значи може би да беше за поен вистински. Не, градско Демиркапија ги имавме сопиште. Јас Да, ја да, да. утнав, јави се по течението на Вардар, а Вардарски е вамо југоисточен. Да, Моја се грешка, разбираме, така. лапсус. Не, ништо страшно и Да. онака. Да. Беше ова чисто да се загрееме, да добиеме на време и да ги загрееме поточно Јонче и Бошко за следното Ја се учество во загреав без листа Свети за Николе, 300. Лозово, Чашка, Градско, Неготино, Росоман. Росоман. Така е, да. Те и они ги кажа, ги спомна, знам дека едните и другите, ова ќе беше интересно да не го направиме овој лапсус, мислам дека сите ќе ги каже. Југоисточен, он сакаше да каже ги, не спаѓа Да. века Ја мислам југоисточен. Демиркапија, викам да не утнапме, да не отиде у Да, да, тука на граница, баш, да. Одлично. Супер одиграно Јонче и Бошко. Иако денеска нема да бидете вие те што ќе застанете тука на главната сцена и да се борите за парична награда, сепак во наредното коло, односно во наредната емисија на листа за 300, вие ќе бидете домакините кои што ќе ги пречекуваат останатите, па за тоа честито. Се гледаме во следната емисија. Павли Чеде, честитки уште еднаш. По пети пат ќе ве повикам да ми се придружите тука на главната сцена и да ве соочам со темата од нашата листа. Искрено се надевам дека денеска ќе атакувате и ќе освоите на најголемата сума, но да видиме што ќе се случува. Затоа, драги гледачи, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Павли Чеде, си мислев на почетокот дали од студиово да ги бркам на клоци или со пари. Нема право да ги бркам на клоци, можам само со пари да ви стратам дома и таки сакам да бидем, момци. Честито по пети пат сте тука на главната сцена, заслужено, мора да признам, секоја партија максимално дадовте, се интересни беа сите изданија, видовме и пенали, видовме враќање од негатива со позитива, па и да губите позитива, да доаѓате до пенали. Буквално сите можни варијанти ги видовме. Мислам дека убаво си поминавме во текот на овие 5 емисии, сега време е да финишираме како што треба. Има многу интересна тема, се надевам дека повеќе ќе се погоди отколку претходната со Звездија. И ние се надеваме. Да. Па да не должиме повеќе на брзинка, само да се подсетиме како стојат работите со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња. За да добиеме она максимална сума треба да ги испишеме со точни одговори. Во меѓувреме, за 3 ваши одговори точни ви следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 одговори точни си заминувате од тука со парична награда од 300 евра. Проче би таа е награда која што само ни остана да освоиме. Не остани 100-ка, ако не се лажам, ама не, да 100-ка, да имаме 50, 150, 200 и ни фајли сега 300-ката. Два пати по 150? Така, два пати 150, една 200 И една 50. и една 50. Значи се вкупно 550. 550, одлично. Ама тешко делива сума. Затоа ќе мора да подобриме резултатот. Да, едно 150. Едно 300, шо, 850 полесно се делат. Да, не, супер. Треба да ви 50 за марче. Не, 800 си ги делите, со 50 си се частите бра за целата Да, мага што може, сте имале. може. Така една кафана зедничка. Тоа е тоа. Може. Другарчиња, вака, имам стварно интересна тема. Кој ни е омилен спорт вака што го гледаме? Фудбал и кошарка. Фудбал и кошарка. Со автомотоспортовите како стоиме? Слабо. Слабо. Формула 1 пратиме.
Така. Порано јас пратев повеќе. Тоа дека возеше Шумахер, Ја не го сакав Шумахер. Така ти беше тешто навиват против Шумахер. Да. Така да, ја бев за Шумахер, ама кога ќе отидевме најчесто другарите мои ми викаат не навијам за никој, ама навијам против Шумахер. Те така. И сите беа против мене. Јас само за Шумахер. И јас само за Шумахер. Навивав тој период, после тоа добро. Мора некој контра. Да, мора некој контра да биде, па иначе не е интересно, ништо не е интересно во животот ако сите се сложуваме, така е. Тоа е тоа. Темата е многу интересна, ете како што спомна Павле, Формула 1, поврзана е со Формула 1. Едно време, баш во ерата на Шумахер, ја бев еден од некој што секој викенд кога имаше Формула не се мрдаш, значи се гледаше Недела од 2 првиот неофицијален тренинг, официјален тренинг и трката обавезно се гледа, па после тоа цела недела се збореше со другарите што како и глумевме тркачи со југовците што ги имаме, да. Ни прокубува и после дома не пеа. Требаше само и да си ги заработиме парите да ги поправиме колите. Но за тоа некоја друга ситуација. Павличене. Да се навратиме на темата, како што реков, имам интересна тема. Искрено се надевам дека ова е темата која што ќе не донвете до она парична награда од 300 евра. Но сега да видиме. Слушајте вие добро, драги гледачи. Денешната тема на која што го тестираме нашето знаење гласи: победници во Формула 1 шампионати. Извор, сајтот на ФИА, односно на Формула 1. Бараме имиња и презимиња на возачи кои биле победници барем во една сезона од првата која што се извозела во 1950 година, па се до последната, односно оваа година. До последниот победник. Добра тема. шампиони значи. Да, шампиони, барем што, да. Да. Со Шумахер баш Михаел Шумахер, Мика Хакинен и Ајртон Сена, првите тројца да ги Легенди. споштеа. Да. Ајде, легенди. Двајца ривали и Сена. Може. Михаел Шумахер, Михаел Шумахер. А кога сме кај еве автомотоспортовите, дали го пратите иже нашиот шампион Да. на Рицко-Брзински? така, да. По Така, тоа по така. медиумите, значи што по социјални мрежи. Едно што време се почна емитува и дел од трките нешто пуштаа на телевизија, но не знам што се случи. Немам, јас Потоа немам. да, ја дека го пратам на социјални медиуми, па пушта од време на време, нели му ги пратиме пласманите што и како е, но во секој случај голем поздрав и до него. Да се навратиме сега на листа за 300. Михаел Шумахер е прв точен одговор. Потоа Големиот ривал на Шумахер, Мика Хакинен. Мика Хакинен. Мика Хакинен втор точен одговор. И Ајртон Сена. И Ајртон легендата Сена. Ајртон Сена, кој што за жал, нели, млад почина, загина во трка, а ете преска го спомнав нашиот тркач Игор Стефановски, знам од минатото, од деца кога бевме дека Ајртон Сена му беше најомилениот возач кога растевме. И беше погоден кога се случи таа несреќа. А, со Ајртон Сена истигнуваме до оние 50 евра, честитки Чеде. Павле. Честитки Павле. Ајде одиме сега понатаму, така? Да. Ајде, сега нареден одговор, Чекај малку да ги кажам прво. Значи, Нико Росберг, Нико Росберг. Кике Росберг, Сигурен си за тоа? 100%. Кике? Да? 100% од Финска. Овој е германец Росберг, овој е финец Росберг и Хуан Мануел Фанџо. Од постарите. Ајде. Добро, за овие двајца за Чекај да видиме како ги кажаме. Двајца Росберг, Нико Така, Росберг добро. е... Никој Кике и Хуан Мануел Фанџо. Ајде, од кој ќе почнеме? Ај, од Нико Росберг. Нико Росберг. Од Нико Росберг. Така е, точен одговор. Кике Росберг, Кике Росберг. Или Кеке Росберг, добро. Не е... Така е. и Хуан Мануел Фанџо. Хуан Мануел Фанџо, легендата. Тој го држаше долги години рекордот за најмногу титули последователно, мислам, Да. во автомобилизам, не знам колку имаше 5 или 6, па потоа го помина Михаел Шумахер, ако не се лажам, и сега тој го држи рекордот. Јас иако добро го знахме на Мануел Фанџо, така е, без кого немаше да биде автомобилизмот тоа што е денеска, посебно не Формула 1. Шести точен одговор, честитки за 100 евра. Што правиме сега за понатаму? Сега одиме со Ники Лауда, Жак Вилнев и Фернандо Алонсо. Еха, добро. Со кој ќе Со почнеме? Ники Лауда. Ники Лауда. Човекот кој што имаше страшна несреќа таму во 70-тите години, излезе со многу изгореници по своето тело, но тоа не го спречи и понатаму да се надпреварува во формула и да освои уште неколку шампионски титули, па потоа да си отвори своја авиокомпанија и да биде еден од поуспешните бизнисмени. А сега, Ники Лауда, точен одговор, кој ќе биде следниот? Кој рече?
Жак Вилнев. Жак Вилнев, канаѓанецот. Му беше едно време и конкуренција на Михаел Шумахер, убавиот дечко во Формула 1, така го вика мангупот, дотренет Фарман Секович и точен одговор. И за 150 евра Фернандо Алонсо. Фернандо Алонсо. Фернандо Алонсо за 150 евра, точен одговор. Бравос. Повеќе од пола пат изодевме, сумата е на пола од она максималната што можеме да освоиме, но патот кој што го пешачиме е, како да кажам, 2/3 изоден. Не, 3/4. Не знам. Себастијан Фетел. Себастијан Фетел. Себастијан Фетел. Продолжуваме, значи. Да. Продолжуваме Да, понатаму. да. Добро, Себастијан Фетел. Фетел, кој како? Ова 10 точен одговор. Макс Ферстапен. Со Шумахер исто титуле има. Да, еден од така Макс Ферстапен и он е последниот актуелен шампион, така во Формула 1, што значи 11 точен одговор за вас двајцата И Луис Хамилтон. и Луис Хамилтон. Епа, Луис Хамилтон за 200 евра, така е. Ја ги ти кажа, вака имаше еден британец од минатото што му беше исто така конкуренција на Шумахер. Деймон Хил. Така, тоа може мебе од мене да ви даме ја чисто ако сакате понатаму да одите, се мислете. Ја му реков на Павле Преска Деймон Хил, он беше со Не сум Ротманс сигурен. Вилијамс, Да, со Ротманс Вилијамс, така. Возеше плава формула. Да. Мислам 1 или 2 години дека освои. Да. Добро, Деймон Хил. И Кими Рајконен, Кими за него не Рајконен, сум Айсмен. сигурен, ама ајде. А не го кажавме вамо Фарина, тој порано бил. Ти те Фарина? или Ама не знам името како му беше на Фарина. Тоа е исто од 50-ти до 60-ти тама. Нино Фарина. Чекай ли да мислимо некои други или доволни со овие? Ај некој посигурни што мислиш? Значи ги имамо Деймон Хил. Јас за Деймон Хил против Шумахер него, наведов, да. Деймон Хил ги имамо, Фарина и Кими Не Рајконен. сум сигурен дали Не си- бразилциве Сало, Баричело, дали некој освои од нив, не сум сигурен. Едниот му беше на Шумахер. Не си го мачи паметот со Баричело, со тие Баричело беше секогаш во синка на Шумахер долги Да, години да, во да, Ферари. да, да. Една Мислам сезона дека не имаше стигна, судар Шумахер, па возеше, он беше прв возач на Ферари, Да, па ако мислам нешто дека таа пак. сезона, да. Не се сеќавам дека се има. Кими бе сигурно. Кими Рајконен, Кими, да. Деймон Хил и Деймон Хил и Нино Фарин. Да. Ја три, идемо до крај. Па да идемо што за. Па да нема да ги утнем. Деймон Или Хил, да ја размислиме Кими за некој- Рајконен и Фарин. Фарин. Да не се прокува машината од мислење многу брат. Формулата. Како минатите емисии ги размислуваме, од прилика сме сигурни и после се откажуваме, ама сега сме решени, ајде да што знам. Да пробаме, Уште 300, па пробајте. Петта емисија да Ајде да стигнеме. идеме со Ајде. Фарина. Ајде, нека биде со стил. Да. Нино Фарина. Нино Фарина, да. Иначе и првиот официјален победник во Да. Формула 1 во далечната 1950 година, што значи Да. е точен одговор. А и Првата сезона се извинам, во првата Да, сезона првата сезона. е 50-51, тоа е негде Да. така прилика. ледениот финец Айсмен или Кими Рајконен. Кими Рајконен. Така е, 12 точен одговор и за 300 евра кој ќе биде? Деймон Хил. Деймон Хил. Деймон Хил. Ја некој сакам дека убеше конкуренција на Шумахер и секој другари вете за него навива кога навива против Шумахер. Ама тоа не го спорува фактот дека Деймон Хил е исто така еден од шампионите во Формула 1, а да, тука ги имаме уште Најджел неколку. Менсел е сигурно, седмите. Исто така, и Менсел, и Прост е тука, потоа Грахам Хил, таткото на Деймон Хил. Па потоа, ги кажавме голем дел, чекај, Менсел, рековме Пике, да потоа Фил Хил, чекај, Фил Хил или кој беше Грахам Хил или Фил Хил, кој беше таткото на Деймон Хил, појма немам јас, не е важно. Некој од тие двајца му беше татко. Потоа ги имаме Брабхам, Стюарт, Батон, Кларк, Шектер, Сертис и така натаму, но мора да признам дека освен Прост, Менсел и кој рековме Нелсон Пике. Пике, Да. ги кажавме оние најзвучните имиња шампионски во Формула 1. Павличе, Да се
да се отпишеме како што треба. Да, Честитки. конечно и 15-ката. И 15-ката, така. Свевкупната сума на моје огромно задоволство, кој што ќе однесете од тука е 850 евра. Го израмнивме оној рекорд на Филип Гогу и Мартин Майк Петрос. Да, Да. супер, браво. И ги чекаме во супер финале. Одлично, ќе организираме супер финале. Ги познавам двајцата, Да, се супер. допишуваме понекогаш, па еви поздрав и до нив Пишете и двајца. договорете се. Да. Ние тука ќе го реализираме. Одлични надпреварувачи, супер си помина во текот на овие 5 емисии, затоа сум ви благодарен. Со здравје да си ги трошите парите, да ми останете во добро здравје и секако ве чекам по иднина повторно да бидете дел од листа за 300 договорено. Благодарам си до вас. Фала ви. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното одлично издание на листа за 300, каде што видовме Павличе дека како успева да освојат и она парична награда од 300 евра. Со што севкупната сума, уште еднаш ќе кажам, освоена во овие 5 учества во листа за 300 изнесува 850 евра. Со здравје да си ги трошат, а вие, драги гледачи, останете ми во добро здравје секако. Во продолжение останете со програмата на телевизија Сител. Чекајте го следното издание на нашиот квиз и немојте да заборавите, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!